Јавниот градски превоз од изутрината се нормализираше, откако владата вчера донесе одлука да му позајми нафта на ЈСП од државните резерви за наредните 7 дена. Автобусите од гаражите се вратија на скопскиот асфалт. Граѓаните велат дека сега градскиот превоз е почест и дека не се чека со часови на постојките. Од Сабајлево има. Има автобуси. Моментално да, со 24 стигнав тука. Нема ни 3 минути таму чекање. Добро до сега. Искочи дека не спасија, иначе денес. Кој знае како ќе помине. Има. Ние сега од школа не пуштија бидејќи можда после немаме, иако има автобуси. Не е страшно. Приватните само нема затоа нема веќе. Колку толку нешто направија, ни помогнаа да стигнеме на јас на факултет, некој на работа. Директорот на ЈСП Драги Кушовски потврди дека нафтата навреме пристигнала во базните станици на предпријатието во Автокоманда и Ѓорче Петров и дека во текот на ноќта резервоарите на автобусите биле наполнети. На синоќешната вонредна седница советниците во град Скопје со 29 гласа за го усвоија заклучокот со кој предложија поддршка од владата за ЈСП Скопје за да може предпријатието редовно и нормално да функционира. Одлуката на владата ја поздравија советниците од ВМРО ДПМН и СДСМ и рекоа дека владата направила одличен потек, иако решението важи само за наредните 7 дена. На градот Скопје му останува да изнајде долгорочно решение. Бараме од државните резерви за нафта да биде одобрено субвенционирање на владата на Република Северна Македонија, кои ќе бидат доделени на град Скопје. Кризата за една недела е веќе надмината, но сепак се зависи од менаџирањето на градот Скопје за понатамошните денови, значи после таа недела дали градот би повторно би имал нафта или не. И градоначалничката го пофали Мицкоски за одлуката да се даде државна нафта за градските автобуси. Арсовска се пофали дека јавните предпријатија во време на криза без ниту еден денар помош успеале да ги испорачаат услугите на граѓаните, но се правдаше дека таа не била виновна зошто немало нафта, туку Бирото за јавни набавки зашто ја стопирало процедурата. Успеавме од страна на владата во разговор со претседателот на владата да добиеме ветување и тоа ветување тој го исполни, да добиеме потребната количина на горива, односно на нафтени деривати. На синоќешната вонредна седница беше постигнат и консензус од координаторите на советничките групи, заедно со единиците на локалната самоуправа да продолжат разговорите со град Скопје и јавните предпријатија за нормализирање на состојбите со градскиот превоз. Инаку градоначалникот на Шуто Оризари Курто Дудуш за денеска најави протести со барање за нормализирање на јавниот превоз, а на истиот ќе се приклучат и студентите од ДУКИМ и синдикалните организации. Протестот ќе се одржи пред бараките на градот Скопје.